Дали и кој ќе одговара за пожарот во Тетовската модуларна болница? Останува отворено прашање за кое целата јавност очекува одговори. Се бара одговорност за бројните пропусти, одговори на многу прашања, како изгоре објектот за 3 минути, дали имало исправна инсталација, како била изградена болницата, од какви материјали, дали проектот бил уреден. По објавувањето на вештачењето на МВР, реакциите не стивнуваат. Каков краток спој предизвикал пожар на ново направена електрична инсталација? Па кој ја контролираше таа инсталација? Па нели треба да има сигурносна склопка која во случај на спој се исклучува и го прекинува протокот на електрична енергија? Овие сигурносни спојки се ставаат во гаражи, во подруми, а вие во болница сте ја заборавиле. Жал на Македонија што те снајде. И сега што понатака? Кој ќе ја преземе вината? Продолжниот кабел? Одговорност мора да има. Нормално дека власта нема да си ја земе одговорноста. Пациентите се криви што лежеле таму. Во обвинителство не соопштуваат нови детали околу натамошниот тек во постапката. Истрагата, велат, си течела. Истрагата се уште е во тек. Во континуитет се одвиваат сите други дејствија. Извештајот од вештачењето е само дел од доказите кои ги прибира обвинителството. Целта е да се проверат и анализираат сите аспекти на настанот. Утре се навршува точно 1 месец по страотниот пожар во кој загинаа 14 лица. Веднаш се бараше брза истрага, но и после толку време, единствено што се дозна преку соопштението објавено пред 2 дена е дека пожарот во модуларната болница настанал како последица на запален продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор, односно апарат за реанимација, полнаш за мобилен телефон и уште еден уред. Многу нејасноти и дилеми се уште чекаат одговори.